Добро утро, секое утро или во Тетово здраво живо? Здраво живо. Здраво живо. Да. Јас малку сум подзаборавила. Сум забрајала. Забравя. Не сум забрајала уопште. Тоа е мој роден крај. Добро утро и добре ни дојде. Хроничарот на град Тетово, Дарко Гавровски Гавро. Ова е еден бестселер за градот Тетово, за нашиот крај. Кога ја видов книгата, вака на социјалните мрежи, не верував дека на вистина на толку страници, на колку страни? 650. 650 страници може да се пишува за Тетово и за тетовскиот говор и да имаме толку големо богатство. Па добро утро на вашите гледачи. Може и на повеќе. Овде направено е со фонд 9, растер 0,8 за да може и да се испечати воопшто. Иначе можеше, кога би било во поголем фонд и повеќе имам и слики, фотографии, е сигурно 1200-1400 страници кога би се направило во 11 фонд. Но ете, го направивме за да собере, за да може и да го купат тетовчани. Доколку, да, сега, знаеш како, Гавро, сега ќе кажат дека јас од Тетово, па ти гостини, така натака, не. Тоа воопшто морам да кажам на самиот почеток не е така, па дури Ирена да беше исто на моето место. Може би така ќе помислеа, двете сме во утринската. И па што нема свегде тетовчани, што да правиме? Што да правиме, да. Меѓутоа, знаеш како, па да, ќе се проговориме малку драма, нели, театар, на тетовскиот наш убав јазик, со оглед на тоа дека и говориме за тетовскиот говор за оваа книга. На социјалните мрежи толку многу прочитав пофалби за книгава. Ќе ја имам во својот дом и со задоволство во секое мое слободно време ќе прочитам. Сега ми е јасно зошто е тоа така, затоа што твојот вложен труд, твојата љубов кон Тетово, ја го љубим Тетово, доколку ја имаме песната режија, ја го љубим Тетово, може да оде во позадина. Еве го тука. Значи, сето она што во тебе, како аманет е оставено од град Тетово, да се продолжи со зачувување. Сепак ние го негуваме нашиот, еве, јас зборувам литературно-македонски јазик, потекнувам од Тетово, но кога ќе дојдам во мојот роден крај, уживам кога и тука си го зборувам тетовскиот јазик, меѓутоа во мојот роден крај јас уживам кога на мојот дијалект во мојот крај можам убаво да се изназборим тетовски. Па така е, еден од најубавите говори во Македонија е, и ова дело, јас гарантирам, заради тоа што веќе истражувам, ова е истражување од долги низ години, од 97-8 година, 22 години. Јас имам 44 години, ова е пола живот работено на оваа книга. И на вистина работено со мерак, направено е со ќејф, 650 страници, со историја на истражувањето на тетовскиот говор, граматика и речник со 9169 лафови, тетовски што кажувам, или зборови. Како успеа сето тоа да го едноставно, да, многу, ја го љубим Тето, да. Меѓутоа не на начин најверојатно на кој што ти истото го чувствуваш за родниот крај, сите на некој свој посебен начин, но ова е доказ дека ти најмногу го љубиш, го сакаш Тетово и на вистина. Еве, од каде да почнам? Толку има зборови. Истражувањето е истражувања за тетовскиот крај. Граматиката има и стручни, значи, делови. Јас се трудев да балансирам меѓу стручната терминологија, палатализација, дефтонгизација, вокали, консонанти, да може да биде нормално, значи граматика да биде разбирливо за обичниот читател и исто така речникот богат. Ова дело јас гарантирам, значи јас истражувам долги низ години, го имам Кичевскиот говор, Кукушкиот говор, книгата. Ова е најлуксузно издание посветено на било кој говор. Во македонскиот диалектен корпус не постои по-детално, научно образложено. Јас немам зборови со кои што можам да опишам ова што го имам во раце. Некои се само за се осврнуваат само на граматиката, па тоа толку со латински термини што обичен, тоа не е за обичен читател. Лексиката па ретко кој дијалект, тоа е веќе познато, ретко во дијалектологијата лексиката или речникот е многу малку опфатен. Овде се 9169 точно одредници. По азбучен ред, гледам дека се е подредено. Од сите полиња, значи алати, занаети, врсти на цвеќиња, зоологија, може и да одиме после по некои поинтересни зборови да ги прочитаме. Вагајница. Вагајница, да.
стоеви сад. Инаку, поделено е исто, има тематски показател на почеток, кој што сака да истражува за речникот, еве нарочито, Добро. може да истражува. Тоа е, еве, на почетокот на речникот, 148 страница, каде што медицина и човечко тело. И сега сака некој да доистражува, може сака да истражува историја, медицината преку во диалектите. Делови на трупот, делови на главата, болести, па има абра, шарапечки сипањце, афта, бајалма, белогарло, блюајца, болеуст, больче, брадајца, бубулиц, значи све особини на луѓе. Особини. Позитивни. Добро. И многу повеќе има негативни, значи овие навредливи Како зборови, сме ги подбивни зборови. Како сме ги нарекувале, така? Абда, уавет, авука, дрвен, арсаилија, аслија, бадијауџија, баксус, значи тоа има на цела страница, овде може да ги тражи таму. Одлично. Од домаќинство делот. Се уште се ги употребуваме. И ги употребуваат, Па да. значи се употребуваат. Овие зборови се во жива употреба, значи делови од домаќинството, фамилиарни односи, Така. што е шура, баудеска, јетимче, например, сираче, покуќнина делови на архитектонски делови, значи атула што е баџа на куќава, исхрана, па еве во исхрана, например, под главни јадења кога дојдете у Тетово има ајмакац, бабино чорбиче, бирјани, бумбарче или дропсерма, варио или јанија и манџа, грапато и чорбе, ставагра или тавчегравчи гратепсииче, далаци поунети, ѓувеч, елбасантава, јаланќуфте или сиромашко ќуфте, кајгана, каурма, кашиче, клинчорба, кокошка печена и поунета, мусака, папазјанија, пашаќуфте, попара, поунети пиперче, расол и расол месо, баш като марсно, ресаилија чорба, сарма, сеуска чорба, таваорис, тасчебаб, турлитава, чебаб, кислина, ќуптава, ширден, шчето. Овие специјалитети се од можеме да се навратиме години наназад, уште од кога и се уште ден денес ги имаме. Што е интересно во книгата? Најбитно, еве за делот речник, најголемиот дел, ќе се осврнам. Па мене се ми е интересно, каде да отворам, мене ми е се интересно. Ова книга е повеќеслојна. Значи, јас можав оваа книга и порано да се заврши и да биде поедноставно, ако пишам, треба например, внимание и труд, јас немам зборови. Абаџија да се пише битна за нечие. Не, овде е на половина страница абаџија. За абаџија. Да, заради тоа што секоја одредница има најпрвен фреквенција на користење. Аце што бил Аце? Аце била абаџија. Ке говориме, да, ке говориме. Значи секоја одредница е, тоа не мораше да го стане, значи е повеќеслојна зашто е има делови кои се луксус, кои не мораше да ги прават. Добро. Има фреквенција на користење. Ќе видите секоја одредница има една, две или три звездички. Дали се користела пред 100 години, 50 години и сега во почесна фреквенција. Потоа е етимологија, секој збор дали е турски, има со грчко потекло, има со дури со унгарско потекло, со германско потекло, објаснување на зборот, исто така. Некој ќе рече, па се, дали имало сега шаитлок збор. Од песни, значи има над 1000 запишани тетовски песни, кои што се запишани. Вадење од сите песни, сите тие зборови, каде се користат и во заграда објаснување во кој извор е користено, со пример секој од зборовите во тетовска песна, дека се среќава во тетовска песна. Саманлија боја. Пишува твојата шамија саманлија, саманлија е од саман турски слама, значи боја на слама, значи вид на боја. И на крајот, затоа и насловот е поднаслов е со историски и етнолошки осварти. Јас имам Василица и целиот адет за Василица, свадба и адетот на две страни, свадба што се прави у четвртокот, у петокот, у суботата, понеста како си дело, у бањано, четврток си дело да се за Василица. Ајде за Василица со оглед на тоа дека сме Василица. Ајде, ќе се осврнеме сега на Василица и што пишува во книгата за Василица, со оглед на тоа дека ние си вртиме паричка за Василица, а не за Бадник. Во Скопје повеќе за Бадник и во останатите градови, меѓутоа ние тетовчаните секогаш за Василица и зошто е тоа така, Гавро објасни. Па, не е само во Тетово, цела Западна Македонија. Цела Западна, да. Значи, западно од реката Вардар, само на Василица се става паричка, у комат. Значи, јас точно имам од историчари кои се од Битола потврдуваме, Прилеп ќе потврди вашите гледа. Да, Прилепчанка ни се јави, Битола, каде на Василица само. Така. Охрид, Струга, Кичево, во цела Западна Македонија,
во Гостивар само, иако во некои села околни исто за Василица. Се прави комат со париче за Василица и тоа за ручек. Значи ја од овде среќна Василица на сите, среќна стара нова година. Да. Комат во превод зелник. Или витленик, како го викаат во некој крај. Значи, идем сега од овде, ручек дома имамо, комат со париче. Така. Каде што на почетокот, пред да се почне, се варти комадов, кај ќе се падне се, не можеш ти да бираш страна, како ќе ти се падне среќата, тебе те бира, вика ти не га бираш среќата, се варти. Се дувнуе, свите домашниве треба се подигнуе комадов и се дувнуе. Зошто? Да има ветер за веење на житово кој ќе се вее, да има годинава демек среќа. И кој ќе му падне паричето, среќа има цела година, иако порано за Василица, сега више тој дет е изумрен во Тетово, но до 50-тите, 60-тите се маскирале за Василица. И за Василица. И за Падник у Тетово, и за Василица, и за Проча. Мислам дека, добро, сега сме во време на пандемија и така натака, меѓутоа во Прилеп знам и во Битола дека се маскираат за Василица и во раните утрински часови најавуваат дека Василичари, нели така ги нарекуваат. Во Тетово стоено само за Бадник, Бадња баба. Добро, тоа го знаеме, адето, така, да, нашата традиција, нашата убава традиција. Знаеш како? Јас погледнувам кон часовникот и за тебе е потребно толку една целосна емисија да ти посветиме, но имаме време. И многу сум среќна поради тоа, се до 9 часот и 30 минути. Ке се навратиме ние на книгата. Оваа книга, еве, Тетовскиот говор. Па не само сите оние кои ја сакаат Македонија, не е важно ние од кој град потекнуваме. Јас го сакам Прилеп, јас ја сакам многу Битола. Јас уживам кога одам во Битола, уживам во Крушево. Значи јас ја сакам Македонија. А не сме тука само затоа што сме од Тетово, туку затоа што ете некој со толку многу вложен труд. Ова е толку една голема љубов, јас немам зборови едноставно со кои може да те опишам. Пред се прво задоволство ми е и среќна сум што те имам во животот како пријател, второ како човек што навистина го љубите. Ето, еве, песната дали оди во позадина? Оди во позадина. Ке ни отпееш рефренче? Ја го љубим. Па, еве оди веќе крајот на песната. Песната прави на 2010 година, за роден денот на Тетово, за 19 ноември. И е прва песма за Тетово на тетовски говор. Значи има за Тетово други, ама на литературно, на тетовски, за Тетово, прва песна е баш ова песна. Еве. Туе ми е срцево, кога јас сум тето на душава убо, ја го љубим тето, ја го љубим тето. Со ќе е праено заради тоа што некој ме прашува тебе зошто све ова се прави. Но сите се воодушевени, цело Тетово е воодушевено и јас веќе толку многу пријатели што ги имам од Тетово на Facebook ја постираат книгата, има толку многу хит, овие неколку, овие 2 недели хит е секој што има книгата да се слика и да честита за книгава. И оно што ми остана, велат благодариме Дарко Гавровски за љубовта што е посвети кон нашиот град и ние во нашите домови, на идните наши генерации да ја посветиме книгата, да си ја имаат во својот дом. За нашите наследници да знаат кои сме, што сме, од кај сме, зошто сме и како сме. Навистина, еве реков ти за другите градови. Ова другиве градови треба да ја купат оваа книга за урник, ова би требало да има секој град. Па затоа и го напоменав. И ова, реков, може да биде лингвист и само да напише граматикава. Ама нема да знае кај е чапчакосокач. Он знае дека акцент е прозидија и тоа све, ама нема да знае чапчакосокач да сте. Толку. Како ќе сте чапчакосокач и како ќе сте Јемиш Пазар кај било. Треба етнологија да знае и историја да знае. Секоја одредница не ја баџи само па дали е именка подлед. Кажавме 22 години. Кој биле абаџи? Кога прв пат се спречаваат абаџите? Кој биле последни абаџи? Делови на носијата кој биле? Например, самарџија. Што изработува, кои се алатите, кои се деловите од самарот на ланџија, кои се деловите дека имало тетосчиналање, скопчиналање, ганде. Каде може книгава да се набави? Книгава може да се набави
кај мене, Добра. само кај мене, на Дарко Гавро на Facebook ќе ме најдат. Кој сака, кој ме ракија, ќе ме најде, како? Кој сака ќе се најде начин? Книгата е прескапо правена, гледате, Гледам, е во гледам. боја, Јас со се карти. воодушевив, да, Значи има со се. над 10 карти. Има прва карта во Еве историја на запрежна Тетово. кола. Запрежна кола. Тоа е слика од пожарникарството во Тетово, значи Така? најстара слика на пожарникари тетовски. Сликите се сите колоризирани. Прва карта, еве го на првата страница, прва карта Тетовска пожарна. на Таму ми се на отвори. Тетово. Со Аха. сите мала, со крчиња, јазовите кај проđеле, аноите кај проđеле. И, например, сери купус мало, манда мало, го тражиш ваму во одредница, историјат на целото, чапчако сокаче. Кај е, го тражиш овде, објаснето, значи, Објаснето. значи и топонимијата, градската топонимија, опфатени се и селата, само топонимијата, само називите на тетовските села, 92 села околни, значи топонимија. Овие спомнавме јадења. Јадењата се голем дел и со рецепти. Например, елбасантава. На времето У како се текстбокс правеле? посебно има масрав, демек состојки, и марифет, демек начин на изработка, и на тето си објаснето, си скрцкуе дрешајќе, тоа се тура, ора, се тура тоа, се тоа, си скрцкуе кромит. И после ќе кажа дека ние тетовците сме биле како на времето се кажу, каскално? Од каскално, кога песмата викам каскално, тоа е од љубомора. Љубомора, но ние не сме тетовци она што ни вадат муабети дека сме, или ајде да се изразам по тетовски, цицие. Па не, тетовци, не се домаќини луѓе, Домаќини. ќе биде низ книгава, ќе биде Да. низ книгава. Така. Еснавски град било Тетово, значи тоа што сега еве може би уште држи Битола или Охрид, Тетово си држело до своето и се знаело местото. знаеш ли како- кај било така. на Еснафите, На кај било на Еснафите. све другите. Значи еве. град со традиции, со сите занети. Првиот, еве гледате слайдови од сликата, од книгата, од страниците од книгата. Значи град кој што е првата централа у Македонија, првата електрична централа. Електрична. Тетовчани вика од Скопје насело струја од Тето. Вика да не било Тето, Скопје помрачина ќе го изедело на време. После матка е преено дури. Така. Добро, ги имаме сите информации за Еве со нашиот... картите за сите рачно правени од мене, значи во Corel Draw, Секоја чест, Гавро. Немам Ова да ми зборови. беше задача, например, да морав да го направам, никош не беше да. Ова се може гледа да. од чеј само. Да. Значи, морам да кажам, ајсија, лингвистика, ајсторија, етнологија, дизајнот внатрешен, дизајнот на корицата, ова е one man show, значи правено, Секоја цртано, чест. мрчкано. Ова на корицата иначе се вика чентре. Не е мандало, не е тропало, не е чукало, се вика чентре. Тоа идеме гледате на корицата да може да чукне на Да, врата, тоа е да нешто чукне што- у книгава па да Аха. влезе ако сака у книгава. Тоа е чентре од улица Гоце Делче, тука стена куќа една. Еве овде гледате од табла играва. Свите Аха. зарој. Кет со кет како се душеш, дубара, свите. Сите комбинации како се вика на еве слика од Енциклопедија, кога ќе кажеме, јас мислам дека е многу мал збор за тебе. Што се однесува за нашиот крај. Ова е многу мал збор за тебе. Ова е Јас сум најкомплексно дело, зашто Многу. и историчар ќе го напише само историјава на Чапчаков. Не, немам зборови. Етнолог само адетиве. немам зборови. Ова и граматика, значи може на почетниот дел да видите и одликите на граматиката тетовска. Така е. И тоа е на стотина страни е граматиката прво, кај што прилози, глаголи, значи зборовните групи, фонетика, морфологија, целосно објаснета, значи типично е Тетово по редукција на А, например, Тетово се скратува она, значи сандалија или столица по тетовски, Сандалија. тетовчани го кажат сандалија. Сандалија. Дури на крајот на зборот се губи, се редуцира тоа. Сандалија. Да. Вака сега. Имаме толку многу, со оглед на кажавме 600 и колку страници? 650. 650 страници во оваа книга, затоа што сите кои дојдовме до она што јас сакам да го говориме и зашто може би некој не знаел, зашто сега кого гледаме тука се прашуваат гледачите, од каде сега овие гробни места да кажам, но ние сме тетовчани познати надалеку, затоа што никој не може да ни го одземе фактот дека Благоњо Дејче Пожаранче е тетовска песна и дека Отвори ми бело ленче која се пее и ден денес на многу генерации пренесувана и многу познати естрадни уметници ја пеат.
отвори ми бело ленче, срце ме боли затрпана. Ке почнеме од срце ме боли затрпана затоа што тоа мене ми е многу тажна, да кажам, приказна и навистина и мене срцето ме боли зошто така завршила љубовната приказна затрпана. Ајде да ни раскажеш. Па срце ме боли затрпана една од попознатите тетовски песни. Еве, Тоа што трпана? видовте гробните места, ова е, значи, ете го гробното место го најдов. Постоело На тоа, Трпана. но ретко е ставено јавно вака, ова е од Трпана. Еве, Еве ја Трпана? сликата од Трпана, да. Добро. Ова е на тетовските гробишта. Знаете, често се истражува по архивите, најголемата историја у Тетово е на тетовските гробишта, често таму ги поминав, ги најдов и сликите и од Благуња ќе видите таму. Да. После за Благуња, сега затрпана. Да, поголем архив од таму, сите тетовчани таму, на Свети Димитрија, вика завршиле. Таму е гробишната црква Свети Димитрија. Но тука се во Тетово, тоа Во Тетово, тие песни завршиле во се од Тетово, тетовскиот крај, тука не може никој тоа да ни го порекне, така? Трпана е родена 1885 година од татко Ано Јаковчев и мајка Зарка. Имала и двајца браќа. И гледате од сликите дека била навистина убавица тетовска. Таа била песната е настаната за љубов наводна со Симо Сарафов, иако таа никогаш не се зела со Симо Сарафов. А барем го знаела кој е Симо Сарафов? Се го знаела, она кога имала 14 години, во неја се заљубил 10 години постариот Симо Сарав, он имал 24 тогаш, и ја тражел од татково на Трпана, Ано Јаковчев бил трговец познат, бакал, и он рекол, и Господ да слезе на земјава, ја не гадавам за Симота и готово. И не гадава. Неколку еви на тетовски можем да ви раскажем, Да. неколку пута праќал и стројници и све. Он не гадава и битти. На крај она гадава за Милјан Пајков, он дограмаджија бил, и Симо Сарафов, кој што и песмава, више видел, не видел, нема што да пре. Се откажал со тоа што више разочаран заминуе за Америка. У Солун, преку Солун, со брод за Америка и на бродов, путувајќи за Америка, песмава ga направува за љубовта негова, Тетовски кажано, тугу е затрпана. Тугу е затрпана. Се дроби човеков. Да, сега да може да оди и наслов од вестинските приказни за тетовските песни. Да. И што правиме после, тој се враќа? Значи, вака, она се зема за Милјан, кој за година ден, му раѓа машко дете и за година дена починува. Станува вдовица само за година дена од мажењето. И повторно не се омажи? На истиот ден кога таа станува вдовица, му починува сопругата на Илјо Николовски, тетовчанец, кој жена му го ставила со 3-годишно дете исто така, и они се како двајца вдовци се земаат повторно. Кога починал првиот маж дошол се вратил од Америка. Но ништо. Симо Сарафот ја тражел пак, но никогаш таа љубов не. Многу тажна. И затоа човекот останало во песната колку всушност он бил заљубен во неа. Да ја слушнеме, ова беше вистинската, највистинската приказна, па дури го видовме и почивалиштето, да кажам, и на умира Трпана. 1963 Трпана, Така. со 5 деца, со последниот брак со Се уште Илјота. имаме поколение од Има Трпана во поколение кои што Тетово. во Тетово се живеат. Така живеат и сега е време да ја слушнеме Срце ме боли за Трпана.
Многу често се веселиме, па скоро јас мислам дека и на секоја веселба со овие песни, кои за срце ме боли затрпана е така поемотивна, меѓутоа сите овие песни содржат своја емоција и своја убава приказна во нив. Благоњо Дејче Пожаранче, доколку не верувавте дека е тетовска песна, ќе се уверите во тоа сега. Или пак доколку можеби не сте знаеле. А Благоњо Дејче Пожаранче, како што кажав, колку само на Балканот течи, Благоња Бошњаковска, Моминско, дури Моминското презиме и го знаеме, еве ја на сликата, Моловска, така? Да. Џоловска. Џоловска. Тогашно Џоловиќ. Ајде, подобро е ти да си раскажеш. Јас доколку се расчитам на вистина би сакала, тоа ќе си го читам дома. А сега за Аце Абаџија и за Благоња. Најубавата вистинска приказна и за песната која навистина е легендарна и хит секогаш. Па да е вечити хит. Еве ќе напоменам само 1927 прва LP плоча меѓу првите македонски песни што е ставена на LP плоча. Значи 1927 од тогаш познат српски армоникаш Боро Јанич Шапчанин. Можеби затоа мислеле дека не е од тетово по оваа песна, дека е од некој друг крај. Да, но па тоа направило да заживее, да се вкорени и да биде стварно позната. Потоа дури 42 година повторно втора плоча што е со тетовска песма напрена е од Едо Љуби чисто армоникаш и е ставено, си ја ставали, си се вртел. Значи таа уште тогаш заживеела како песна. А приказната? Иначе Благоња е тетовска убавица, која што е по потекло од Пожаране. Татко Спиро, мајка Софија, они биле богато семејство кои заради турски зулум се иселуваат 1889 она на 2 месеца е донесена у Тетово како двомесечно бебе. Имала двајца браќа постари, Александар и Захарije, двајца браќа и она како двомесечно бебенце. Само што е родена, само што не е родена во Тетово, да. Значи она во Тетово живееле и со куќа дури е прв пат е ставено и адресата ја најдов кај живееле. Утре плоча ако сака некој има, значи на улица Воденска број 7. Еве ја Благоња, ајде уште еднаш. Ова е иначе најдов една слика кај што пишуваше Благоња Пожаране. Сега не знам дали е таа. И контактирав незините наследници и дали е се однесува на Благоња од песмава или не. И имам потврда од немаше слика од неа, освен постари слики и ова што е на надгробната плоча има некоја слика. Ова е потврдија дека е она и дека всушност тоа е најстара слика првпат овде објавена на Благоња и во млади денови. А со колку е слика на тука? Она имала 10 деца, од кои 5 и преживееле само, 5 и починале. 10 деца, 5 починале уште мали. Еве, Благоња, тука така се претпоставува, не знаеја да ми кажат роднини наследниците, најверојатно некои од тие децата што починале, зашто не личи на сликите од овие други веќе што се после тоа преживеани.
преживеале после тоа, значи, 5 деца, која, значи, она, како што се зела, раѓала деца до 30 години посебнала, значи Дука најмлада е, на 30 годишна возраст е, најстара уствари е Дука на 30 годишна возраст, и другите деца се Јорда, Марица, Јелица, живе тие деца. Во Тетово? Има деца поколенија во Тетово, во Скопје, во Косовска Митровица, Нови Сад. Они биле од видно семејство, нејзин брат бил Александар Џаловиќ, кој што уште 1908 во време турско, он за кралството Србија бил амбасадор во Цариград до 1929. Тука може би е полемиката дали е тетовска или не е тетовска песна поради потеклото нејзино и така натака. Меѓутоа таа е родена добро не е во Тетово, но цел живот живеела во Тетово. И е погребана во Тетово и го имаме и гробното место во Тетово. Ајде сега приказната за Аце. Песната за Благуња Аце ја има измислено од Каскално, од Љубомора. Кој најможем ја да ги имам готови, ќе направим песна, зашто јас пред да почине негде 98 година имав интервју со Баба Дука, со ќерката на Благуња, кај умало кај мене седеше и имав разговор со неа. И он кажуваше мајка ми не га сакаше вика песмата. Зашто таа е измислена вика од Каскално, она га најќеше зашто порано вика песме се прееле. Ако ти извада песма, значи нечасна, вика, значи нешто имала со него и ќе не може да се омужи после. Песмата е измислена, нешто како ова Зона Замфирова песмата, кога ја измислуваат песмата само за да падне цената на девојката. Ете така. Значи Аце ја тражел кај татково ни богати, Аце ја баџи ја обича. Татко му рекол колку што се наѓете длаџи, толку да ги колку што ти е чадџичето длаго, толку наѓете да се ги пружиш, ние тебе не ти га дам. И не му го дава. Неколку пута га траже, не му го дава. На крај ги измислува песмава, га ваѓа песмава. И одинат кон таткото, што не ја дава Благуње. Она на крај се зема за Диме Бошњак, Бошњаковци фамилија исто богати. Тетовска позната фамилија. Да, се зема со Димета Бошњак. А Аце за ине данта тече свадбава со Димета, Аце цел дан платил музичари пред дворов кај што прават свадбава, цел дан да га пее Аце, пази свадба прави со сегашниот сопруг, вамо тече песма дека со другого. А сопругов како реагирал на тоа? Сопругот од прво вика се љутеше, вика татко ми на почетокот и у град му беше срам да слезе, зашто Аце па градски човек ќе седне у кафана туека у Ловец кај што се тогај хотел Југославија. И ќе седне, ќе пие учаканче ракија со шешир и ќе пројде Диме Бошњак, вика ќе плати деца да га пеа зинеат песмава. Он не може да пројде. Сведор вика дор него поучи вујко ми, ти фарле вика паричиња, не покажуј дека љубомориш, фарле паричиња кој педе ми ти дека ја мерак што пеа за жена. И така полека излегува од мода и не да се тера со песмата за Благуње. Добро, Благуње останува со Благуња со Димета Бошњак, со него, значи 5 деца има кои што преживеале. Аце умрел млад, се знае дека починал млад. Некој вика заради Аце Тетовец? Од туга за Благуње. Тетовчанец, да. Абаџи Горна Чаршија имал дуќан. Така ќе га приметило на Горна Чаршија, исто седел. Чува во улица Боденска и за тетовската полиција да кажам, така... Не. Ич. Он сам си га сагал, сам си направил песма, си направил филм, готово. Готово. Ајде сега да ја слушнеме Благуње Дејче Пожаранче. Ја слушнавте вистинската приказна како настанала ова легендарна песна, тетовска наша.
Тоа се вистинските приказни за најубавите тетовски песни, меѓутоа исто така ќе ја вклопиме во најголем хит на уште од времето па и ден денес и повторно ќе се пренесува од генерации на генерации. Како срце ме боли затрпана, па и Ѓорушице црно око, исто така Благоњо Дејче пожаранче, може би некои од гледачите еве не ја знае вистинската приказна, па ова утро им ја доловивме за Благоњо Дејче затоа што е многу песна на вистина толку голем хит. Камлиски цел филм направи, гледате со Зона Замфирска, па што е тема е цела. Таа тема е сега отвори ми бело ленче, исто наша тетовска. Ние си имаме факти, документи и целото нивно поколение се уште живее и во нашиот град, во Тетово. Од Благоња, од Трпана и Ленче, што правиме со Ленче? Отвори ми бело ленче, јас како документ го најдов во Михел Арнаудов, еден истражувач, до 1916 собира околу 280 тетовски песни, меѓу другото и отвори ми бело ленче. Доказ дека 1916 е во збирка на тетовски песни, отвори ми бело ленче. Има податоци дека Бора Станковиќ, кога е правил кошта на драмата, при пиесата, собирал песни што му били интересни за да ги вметне во драмата. Тогаш налетела и новаа песна. И таа е забележана кај Бора Станковиќ во Коштана е забележана дури во верзијата, те пишана е во книга, во испечатена е представата дури 1924 година. А од Тетово е докажано дека 1916 година. Пред нив сме. Сепак е наша. Ама популарна дека преку представава после преку Коштана и се рачуна дека е врањанска, не таа е тетовска песна која е стајана у врањанска пиеса. Така. Иначе се однесува на Ленка, која е од Мисо Тирев, татко, и мајка Евка. Па еве ова се фактите дека е од Тетово. Мисо бил кондураџија и нејзината љубов со Нофо од Димета Фурнаџијата и од Сунџа мајка. И овој затоа го викале по мајка му Нофо Сунџин. Значи љубовта на Нофо Сунџин со Летка, со Ленка. Он бил измеќар овој Нофо, бил сиромашен на почетокот и како и у другиве прикази не го дава ќеркава за него татково од Ленка. Тажни љубовни приказни. Ама он работел како измеќар, почнал за да стане дури и ортак после со Анота Јаковчев. Овој татково што е од Трпана песнава у претходно што го спомен. Заедно ортаци стануваат со серми од 50 лири. Значи со роба, со голема роба, бизнисмен под данашни. И га тражел Ленче. Многу бил мераклија Нофо и за музика. Он бил за армониката многу мераклив и со армоника доаѓал под пенџер да и пое серенада свака вечер. Ама и тоа не смеело во тоа време. Тога како не смеело, тоа срамо и живи, тоа ќе рече комшијот ќе остане дечето немужено. Ќе свира, а она па да излезе на пенџер, Бог да чува. Ми кажува, стари луѓе, вика, она за да даде само знак дека знае, дека уопште гледа, дека има ефект, дека приметила, само вика чкорче ќе запали чкорче од чибрид и ќе светни, и таа ќе ја знае дека уопште ова гледа низ пенџер со затворен пенџер, тоа нема како филмови, па ќе се наведе на пенџер. Затоа отвори ми бело ленче. Татково дури приметил ова, се наљутил, зашто ова е демек да нима нешто со овега. Дал наредба мајкава да спие со Ленче, да спие заедно со Ленче у соба, зашто ове белја ќе направи нешто, да го контролира шопре. На крај се збогатува Нофо и сепак татково га дава Мисо га дава. Значи ова е една љубовна приказна. Ове завршува убаво, значи они се зема, еве завршува дека се зема заедно. Ама му раѓате Ленче му раѓа на Нофота 3 ќерки. Добро. Ама пак завршува тажно, зашто она набарву после 3 ќерки умира од туберкулоза. Жално. Од тебе се умира и 3 ќерки ги догледува бабава и дедово, а Нофо се преженува за Тодорка и има еден син кој се вика Новица. Новица еден данаска живи и раскажува нивните наследници, приказнава. Нофо
Ти ги пронајде сите наследници од Благоња, од Трпана и од Таленка и ете, сето ова го имаш Па исто некој така. собира значки, некои поштенски марки, мене ми е собирање све за тетово. Убаво. Вика дали си етолог, дали си историја, јас сум тетоволог, еве. Све што е за Тетоволог. тетово. Така, да. Све што е за тетово да се стајане до место да се собере. Значи се И ќе биде уште доживотен проект да се доистражува за тетово. Току ќе но ти ова влезе како вирис, останува кој е... за веки веков, ова останува Да. за секогаш, како што останале песните Срце ме боли, Благоњо, Отвори ми бело ленче, како што тие оставиле длабок печат. Песни има. Добро, Знаете, сега колку- говориме за оние кои се пеат и надвор од Да, нашите граници. Многу се не се и мелодиите не се зачувани, не се мелографирани. Така. Кога вика збирка на тетовски песни, луѓето некој не сваќа дека тоа не се стихотворби, тоа се песни се имале мелодии. Так, имаме За многу убави. исчезнале, но многу се Меѓутоа, знаеш задржани. ли зошто ги одбрав токму овие? Затоа што овие песни се пеат и надвор од нашите граници, се многу се многу хитовски, Но а се наши тетовски. шеќерино мало и моме. Е, така да ги наброиме, еве некои. Магла паднала в долина, назад, Так. или значи милион песни има, Многу, прекрасни. така е. Тетовските и еве по некои студии белешките градски, староградски песни се едни од најубавите. Кажавме за отрпана поколенијата, се уште ги имаме во Тетово. Исто така од Благоњо Дејче, Пожаранче, од Таленка исто во Тетово се уште нели имаме нејзини Па сега веќе со нови, не знам, внуци више, овие што се помлади Поколенија. више, може би веќе и се Но иселени по. фактите и доказите докажуваат и посочуваат дека ова се Нови деца тетовски Новица, песни. Нофо, си биде Да, живи. Нофо така. е починат 1957 Так. во Тетово. Ајде сега кога веќе ја слушнавме и ова приказна за Отвори ми бело ленче, се разбира дека ќе ја слушаме во продолжение.
Празниците продолжуваат. Со Кредисимо сам го избираш подарокот што ќе го добиеш. Секоја недела доделуваме парични награди во вредност од 15.000 денари. А само сега, Кредисимо Плюс е со намалени трошоци. Влези на kredisimo.mk и дознај повеќе. Кредисимо. Пари на време. И ете не, тука некаде кон крајот на денешната утринска програма за Василица, за стара нова година, православна нова година, како е да е убаво што си слушавме музика, но и да ги слушнеме вистинските приказни покрај тоа за овие хитовски, легендарни наши убави песни, македонски пред се, да појасниме дека се наши македонски, па после нека се тетовски. Едноставно, некогаш човек не може да најде зборови со кои што може да опише она што ти сето внимание и години од твојот живот си го посветил на оваа книга. Тоа јас кажав вон сериско, дури е вон сериско. За да го имаш, ја имаш целата историја и за тетовскиот говор, за начинот на кој што се живеело, за се вкупно, значи и за тетово, меѓутоа и за тетовската околина, јас едноставно само ќе ти кажам секоја чест да си ни жив и здрав до 100 години, на твоите внуци да раскажуваш за она што си го отворил во твојот живот, затоа што навистина заслужуваш многу големо внимание и токму затоа си дел од утринската програма денес. Благодарам за поканата. Ова беше огнено крштевање, медиумска промоција на книгата. Ова книга е правена со чеив. Ете, две книги се, ова цели институти го прават, тим, еден за еден, едно ќе истражува. Ова е правено со огромен мерак, мекамлиски, со огромен чеив. Пред се како, знаете, со многу луѓе правив интервјуа, со многу разговори. И како аманет ми остана, ова 90% се веќе и изумерени, тука се нека почиваат во мир. Милја Бучкојца ми вика, тури ги тамо, пиши тоа, или Ротка учителката, или Санко Гуле, или Петра Джинлејца. И ми остана како терет, дека ако не го пишем, ќе остане незабележано од никого, тоа како ми остане како аманет, да морам да го запишам. Но ти беше со нив додека беа живи. Не знаете, еден Господ е сведок колку сум се разбудувал со вечери, ако не стигнем да го напишам. Толку има работи кои не се објавени на друго место, ќе остане сето она што ми го кажале, знаеш, ми го кажале како тајна која што е пренесена. Пиши го, немој да не го пишеш. Така да, со мерак е пишувано. Благодарно со ова целото дело го почна како идеја мојот татко кој што запишуваше во една тетрадка зборовите по А, па Б, па В и не беше како домашна занимација да ги собереме зборовиве, да ги собираме, бете, некој збор ќе ни текне нерде, пиши го, неи се, пиши го. За ја потоа компјутер да го снем, да го разбијам до 9000 збора. За жал само не дочека он
да ја Жалам, види книгата. навистина жалам, На меѓутоа- 19 ноември, баш на денот на Тетово, почина, а е заедничко дело, морам да кажам. Да, нека почива во мир, жалам на вистина, меѓутоа ете сепак јас сум сигурна, познавајќи го, колку би бил горд и од некаде да се надиваме дека и гледа и е горд на сето ова што ти си го отворил. Сигурен И веќе резултатот е очигледен. Кажав, Гавро, на вистина, на секоја чест, веќе ми е јасно зошто толку многу тетовци на социјалните мрежи бруите ето. Бруи. Та ќе да кажемо за оваа книга, затоа што, како што кажав, како што останале од веки веков и трпана од која година, од 1916 отвори ми бело ленче, ќе живее и ова и ќе го имаме во нашиот дом, да го пренесуваме од генерации на генерации, за да знаеме и го чуваме она што е наше убаво македонско, пред се нашиот литературен македонски јазик и се разбира нашите богатства кои ги имаме од градовите. Еве јас ќе упатам и покана до сите останати кои исто се занимаваат од останатите градови со љубовта кон својот град како хроничари и така натака. Добре дојдени сте во утринската програма. Многу големо благодарам што одвои време и задоволство ми е што беше дел од утринската. Благодарам и на тебе, Слободанка, за поддршката и поздрав до сите ваши гледаци.